Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Урбаните вести. Еве што денеска подготвивме за вас. Доделени признанијата за личност на 2013 година. Минималната плата наместо 8.050 ќе изнесува 10.080 денари. Во Ѓорче Петров се гради игралиште за деца со посебни потреби. Голем интерес за купување градежно земјиште во општина Илинден. Клубот Матица од денеска го започнува саемот на книгата "Книга во секој дом". Десетмината најистакнати личности кои во 2013 година дале свој придонес, оствариле забележителни економски резултати и се залагаат за подобар живот на своите сограѓани. Денеска добија признанија за личност на годината. Редакцијата на Нова Македонија, најстариот дневен весник во државава, со традиција од 70 години, денеска свечено ги прогласи добитниците на признанието Личност на годината за 2013. Најистакнати личности кои што ја одбележаа 2013 година дадоа особен придонес за земјата, остварија забележителни економски резултати и со своето залагање се борат за подобар живот на своите сограѓани, се спортисти, политичари, бизнисмени, писатели, музичари, научници. Редакцијата на Нова Македонија ги избра за личности што ја одбележаа 2013 година во нашата држава, се пример како треба да се бориме за Македонија. Енергијата, например, е еден од стратешките елементи на развојот на современите држави. А нашите инвеститори во обновливи извори на енергија покажуваат оти зависноста може да се намалува токму со сопствени сили. Предностите на Македонија во производство на здрава храна и сопствени брендови, кои ќе станат наш препознатлив извозен артикл на секаде во светот, за среќа ги препознаваат токму домашни компании. Признанијата за личност на годината 2013 го добија бизнисмените Кочо Ангјушев и Искра Ветаџоковска Муцунска, научникот Александар Димитров, пратеникот Павле Трајанов, писателката Лидија Димковска, владиката Пимен, кошаркарот Перо Антич, преведувачот Драги Михајловски, музичарот Александар Коловски и алпинистката Илина Арсова. Стопанственикот Кочо Ангјушев од Феро Инвест, косопственик на компанијата Брако, е меѓу најголемите инвеститори во обновливите извори на енергија, со произведени погони во околните земји и лидер на Балканот во својата област. Научникот Александар Димитров прв во Македонија на досега непознат начин успеа да синтетизира графен во лабораторијата на Технолошко-металуршкиот факултет, кој се користи во електрониката. Пратеникот Павле Трајанов е поборник против долгото траење на мерката притвор и предложи измени на законот за намалување на затворска казна за откривање идентитет на заштитен сведок, зашто минатата година беше затворен новинар од Нова Македонија. Писателката Лидија Димковска, која живее и твори во Словенија, за вториот роман Резервен живот ја доби наградата за литература на Европската унија, а на доделувањето во Брисел одржа краток политички говор за почит во одбрана на името на Македонија. Господин Пимен, митрополит на Европската епархија, со седиште во Малме, успеа да направи цврста црковна заедница во Европа и стана умилен меѓу верниците преку социјалните мрежи, откако прв меѓу владиците јавно се спротивстави на забраната за користење Facebook. Кошаркарскиот репрезентативец Перо Антич стана прв македонец што заигра за професионална НБА лига и тимот на Атланта, откако ја одбрани шампионската титула во Евролигата со Олимпијакос, а сезоната ја заврши како трет на листата на скокачи во одбрана на Final Four турнирот во Евролигата. Косопственичката и управителка на компанијата за здрава храна в Италија, Искра Ветаџоковска Муцунска, го афирмираше брендот од Македонија во 30 на земји на светот, а неодамна незините производи беа пласирани и во Саудиска Арабија, Австралија и Монголија. Професор Драги Михајловски, по 30 години преведувачка дејност, во 2013 година го заврши и промовираше преводот на сите дела на Шекспир на македонски јазик, 37 драми и 154 сонати на 1654 страници.
и неговиот подвиг беше оценет како културен настан рамен на преводот на Светото писмо. Хармоникашот Александар Коловски, најмлад меѓу 10 годинашни лауреати, лани победи на 38-миот светски натпревар за хармоника во Кастел Фидерадо, Италија, во сениорска категорија за вариете музика, меѓу 500 натпреварувачи од светот и стана светски првак по 4-ти пат. Алпинистката и академска сликарка Илина Арсова во мај 2013 година стана прва жена од Македонија која се искачи на највисокиот врв на светот Монт Еверест, а планира да се качи на највисоките врвови на сите континенти и на 14 врвови во светот, кои се повисоки од 8000 метри. На просторот на новиот повеќенаменски спортски објект во урбаната заедница Ѓурче Петров, пред надвозникот, почна да се гради ново игралиште за деца со посебни потреби. Екипите на градежното предпријатие Трансмет од Скопје веќе работат на терен за навремено реализирање на предвидениот проект. Игралиштето ќе зафаќа површина од 320 квадратни метри, ќе биде бетонирано и на него ќе се постави 2 сантиметри гумена подлога, со што ќе се избегнат можни повреди кај децата. Ќе се постават 5 вида реквизити приспособени за овие лица. Ќе се изгради и 50 сантиметарска армирано бетонска ограда околу целото игралиште со заштитна намена и лесно пристапни патеки до секој реквизит со широчина од 1,8 метри. Ова е прво игралиште од ваков вид што се изведува во општина Ѓурче Петров. Во реализацијата на проектот се вклучени и општината, Министерството за труд и социјална политика, а Трансмет Скопје е изведувач и донатор, кој ќе ги покрие сите трошоци за реализација на проектот. Пред една недела заврши поставувањето на реквизитите за вежбалницата на отворено, лоцирана во споменатиот спортски комплекс, за која средствата ги обезбеди општината. Минималната плата во стопанството од сегашните 8.050 ќе се зголеми на 10.080 денари, а административците од септември ќе добијат 5% повисоки плати, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Владата во наредните 10 дена ќе понуди законско решение со кое ќе се зголеми минималната плата во стопанството од сегашните 8.050 денари на 10.080 денари. Зголемувањето ќе се изврши во 3-годишна динамика, почнувајќи од март 2014 година до март 2016 година, а со тоа директно ќе се зголемат примањата на околу 65.000 работници во Македонија. Премиерот појасни дека од март 2014 година минималната плата ќе се покачи од сегашните 8.050 денари на 8.800 денари. Од март 2015 година минималната плата ќе изнесува 9.590 денари, а од март 2016 година 10.080 денари. Ова значи дека со закон работодавачите ќе бидат обврзани да ја зголемат платата на ниво еднакво или поголемо од минималната плата. Во дејностите каде досега заради спецификата на дејноста имаше посебна динамика на зголемување, а тоа се текстилот и кожарството. Минималната плата ќе се зголеми со соодветна динамика, почнувајќи со платата исплатена за март 2014 година, така што минималната плата за овие гранки ќе изнесува 7.500 денари за март 2014. За март 2015 ќе биде 8.050 денари, а од март 2016 година таа ќе биде 9.000 денари, истакна премиерот Груевски во обраќањето пред синдикатите во Домот на АРМ. Тој додаде дека за овие гранки ќе има дополнителни 2 години за приспособување и изедначување на платата со другите дејности. Во 2017 година минималната плата ќе изнесува 9.590 денари. 14-та година поред клубот Матица го започнува саемот на книгата "Книга во секој дом". Оваа година саемот е со поднаслов 300.000 книги во Матица. Од денеска на читателската публика ќе бидат понудени наслови од комплетната домашна и странска продукција. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Од денеска традиционално 14-та година поред, клубот Матица го започнува саемот на книгата "Книга во секој дом". Годинава со поднаслов 300.000 книги во Матица на читателската публика ќе бидат понудени наслови од комплетната домашна и странска продукција. Во соработка со повеќето македонски издавачки куќи и реномирани светски и регионални издавачки компании како
HarperCollins, Paragon, Transworld, Тенеус, Орион, Лагуна, Делфи, Вулкан и други ќе бидат понудени на новите остварувања од домашната и светска прозаистика, архитектура и уметност, најбараните наслови и автори од областа на економијата, филозофијата, гастрономија, лексикографија, енциклопедии, книги за најмалите, креативни проекти и така натаму. Традиционално 14 години, од 2000 година, книга во секој дом во Матица од 20 јануари до 31. Оваа година мислам дека имаме најбогатиот избор, бидејќи денеска го официализираме и Лагуна клубот во Скопје, што значи една стратешка соработка со во моментов најголемиот регионален издавач Лагуна. Проза, поезија, археологија, историја, филозофија, гастрономија, лексикографија има за сечи вкус и за сечи џеб. Од вашето досегашно искуство, за кои наслови најмногу се интересираат читателите? Па најзастапена е прозата и најпродавана е прозата во секој случај и она што е современ тренд во светот. Инаку тука не би извел ништо посебно, да речеме, во оние другите сегменти, бидејќи секој човек си има свој вкус, а книги има за секого. Така сметате ли дека токму попустите ги привлекуваат читателите или оние што се љубители на книга не чекаат? Па во основа тоа е еден од начините да се зголеми квантитативно читателската публика. А бидејќи луѓето живеат од навики, мислам дека ако се всади навика за читање, тогаш веќе е многу поедноставно и да има и да нема попуст. Основната девиза на организација на ваквите манифестации е дека културата се наметнува, а традицијата се негува и одржува. Врз основа на оваа девиза 14 години Клубот Матица ја создава и гради навиката и љубовта кон книгата, а големиот број на читатели и влюбеници во книгата само ја потврдува исправноста на патот по кој Матица чекори. Годинава понудата е огромна и со сигурност можеме да кажеме дека има книги за сечи вкус и книги за сечи џеб. Се најавува и официализирање на стратешкото партнерство со најголемиот балкански издавач Лагуна од Белград и отворање на Лагуна клубот во Скопје со нови 2000 наслови од најновата светска книжевност. Сајмот на книгата паралелно се одржува во сите поголеми градови во Република Македонија, како Охрид, Струмица, Прилеп, Кавадарци, Куманово, Гевгелија, Струга, Неготино, Гостивар и така натаму. На првото електронско јавно надавање во 2014 година, Општина Илинден отуги нови 13 градежни парцели за изградба на семејни куќи за индивидуално домување. Сопственик доби и една парцела намината за групно домување со површина од 2872 метри квадратни, што се наоѓа во локалната економска зона на влезот на Општина Илинден. Градижните парцели за изградба на семејни куќи пак се наоѓаат во населбата Јака, која што се наоѓа на повеќе од 10 километри од центарот на главниот град, а се простира на површина од 28 хектари и опфаќа 500 парцели за изградба на семејни куќи, трговски центар, хотелско-сместувачки капацитети, забавен парк, спортски терени и простор за собир. Парцелите се со поединечна површина од 400 до 500 метри квадратни. Голем интерес за овие градежни парцели пројавија не само жителите на Општина Илинден, туку и од соседните општини, но и од многу градови ширум Македонија. До сега сопственици стекнаа 261 градежна парцела, а според урбанистичкиот план за локалитетот Јака, за отоѓување слободни останаа уште 82 градежни парцели. Паралелно со објавите на електронските јавни надавања, Општина Илинден работи и на изградба на комплетната инфраструктура за новата населба. Веќе е изграден нов мост што ја поврзува општината со населбата, а реконструирана е улицата 406 што води кон Јака. Истовремено во тек е изборот на 4 најповолни идејни проекти за станбени објекти, согласно кои ќе се изработат и основни проекти, а кои бесплатно ќе им бидат понудени на сите оние што во електронските надавања обезбедија парцели за изградба на семејни куќи во Општина Илинден. Сергеј Самсоненко по ракометниот клуб го презема и фудбалскиот клуб Вардар. Цибулкова ја елиминираше Шарапова во осмина финалето на тенискиот Гранд Слем Австралија Опен. Следуваат спортските вести, но пред нив погледнете ги рекламите.